Професионалната приказна на Славица Трчкова слободно би можела да биде заведена во риплиевите примери на верувале или не. Пред 5 години решава да им даде предност на љубовта и на задоволството пред стегите и притисокот. Ја напушта адвокатурата и врти нова страница во животот. Станува ракотворка. Во бројното семејство ракотворци, името на Славица Трчкова е сосема на врвот. Незините вешти раце изработуваат ракотворби кои во себе си ја носат љубовта и задоволството кон професијата што ја избрала со полно срце. Дали се сеќавате на моментот кога веќе знаевте дека работата што ја работите не ви представува задоволство? Па, тоа не е баш момент преку ноќ. Тоа тлее, така да јас од секогаш сум била креативен, од секогаш сум била креативец. Од секогаш сум сакала нешто да работам, да чепкам, да фаќам, да правам, да преправам. Така да не дојде да речеме тоа преку ноќ сега, иако морам да признам дека многу голема улога одигра короната, која што, да речеме, многу ги намали бројот на клиентите, така да морав да најдам нешто и дополнителен извор на приходи и ова ми дојде некако одлично. Што е всушност работата е мое големо задоволство? Какво е тоа чувство да имате работа која што ве прави среќна, исполнета и задоволна? Па, тоа е оно чувство кога идете на работа, а не ми се враќаат нозете назад. Знаете, кога станувате дури да станете во 5 часот наутро или да седите навечер до 1 часот да работите, а да не чувствувате никаков замор. Јас порано кога ќе сум прочитала работи го она што го сакаш и никогаш нема да се грижиш за работувачката, всушност е било вистина, заради тоа што кога нешто вложувате со многу љубов и на вистина ви се враќа со многу љубов. Едноставно се тргаат сите стресови, се тргаат сите нервози, влегувате во еден свет кој што е само ваш. Всушност, вие скоро 20 години бевте адвокатка, да, и влегувате во светот на ракотворењето. Велите дека влегувате во свет во кој што се тргаат сите нервози, абсолютно, дека е тоа свет прекрасен, но тоа е свет во кој што треба да бидете предприемник и треба на пазарот да ја победите сета онаа силна конкуренција. Има многу стрес, но предпоставувам заради тоа што ви е работата задоволство. Се друго е не. Па, пред се, знаете како има периоди во животот кога човек се презаситува од одредена работа. Колку и да ја сакате примарната работа за која што сте се решиле, доаѓаат моменти кога човекот се презаситува од нешто. Значи, едноставно, правото почна веќе да ме стега. Разбирате, правото има во одредена доза креативност, во смисла на, таму е вербална креативност, треба да говорите, да пишувате. Меѓутоа, сепак е тоа врзано со форма, со нешто што морате да го запазите. Нешто што со рокови, со кое што притиска. Вистина многу притиска, за разлика овдека, каде што сте послободни во изразувањето, не сте врзани со рокови, не сте врзани со желби. А во однос на конкуренцијата, па јас сум некако и навикната на тоа, затоа што јас стартно почнав со приватно. Значи, адвокатурата е приватна работа, вие сакате некете самура да се изборите за клиенти, да ги добиете, да ги придобиете. Така да јас на некој начин и бев запозната со начинот на функционирање на приватниот пазар. Знам како функционира, дека морате буквално да се, колку вложувате во работењето, да го изработите даден производ или да изработите нешто од областа на правото, небитно, значи толку морате да посветите и на маркетингот, морате да посветите на приближување, да, значи мора да се вложите. Колку во изработките, толку и во комуникацијата со луѓето. Ракотворењето е професија која што нема работно време и предпоставувам дека луѓето се лажат кога мислат дека не одзема многу нити труд, нити ангажираност, но предпоставувам дека е 24 часа и размисла и работа.
Тоа е така, наведом изгледа така, заради тоа што ние, не само јас, него и останатите ракотворци со кои што сум разговарала, заради тоа што ние живееме со тоа. Значи, нема кај нас работно време од 8 до 3 или... Пред известно време правев еден мал експеримент и всушност увидов дека јас дневно на ракотворството посветувам скоро 8 часа. А кога се периоди, да речеме, пред Нова година или базари или некои големи настани каде што треба да има поголема промоција на производите, дури може да се случи по 12 часа да работам. Иако тоа не изгледа така, заради тоа што јас во моментот нешто ќе сработам, па ќе оставам да се исуши, па ќе сработам, па ќе се оставам, да речеме, нешто да се залепи, и тога не изгледа дека јас континуирано работам 12 часа. А се собира дури и повеќе од 12 часа, земејќи го во предвид и времето кое што го поминувам, да речеме, на социјалните мрежи, за да дојдам во допир со луѓето, затоа што јас не само што сакам да продадам некој производ што го изработувам, туку сакам да им се доближам на луѓето, да ги направам среќни луѓето, да ја почувствуваат мојата енергија. Значи не е само да купи. И замислете да работите 12 часа работа што не ја сакате. Колку би се жалеле? Од оваа работа што ја сакате 12 часа се ништо. Да, точно. Веројатно не би издржал. Веројатно не би издржала, може би заради тоа и ја откажав. Нели, адвокатурата се префрлив сосем на ова, заради тоа што многу е поразлично 12 часа слободно работење и 12 часа работење под континуиран стрес, да се постигне одредено нешто, е огромна разлика. Колку ве поддржа домашните, колку вашата одлука да бидете среќна и да го сакате тоа што го работите, за нив беше шок или едноставно лесно се согласија со тој премин? Морам да кажам дека имам огромна поддршка од дома. Огромна. Значи, навистина, од моите најблиски огромна поддршка имам. Не беше шок заради тоа што не беше оваа одлука преку ноќ. Затоа што јас и додека си работев адвокатура, јас работев нешто, чепкав, доработував, преправав. Некако им дојде како природен процес, дека треба да се премине во нешто друго. Меѓутоа, од друга страна, пак, оние кои што не ме познаваат доволно добро, смета дека е погрешен чекор, како можам толку многу образование да го фрлам во ветар, како можам да речеме да... Имаше изјави такви, толку време студираш, толку време си се посветила на адвокатурата, на сите нели можни испити, што се и одеднаш сега тоа го оставаш. За мене тоа некако беше завршена приказна. Правото беше завршена приказна, иако до ден денешен мислам дека има луѓе кои што се уште не можат да ме разберат зашто сум го направила тоа, одејќи од ставот дека златна професија, јас не велам дека правото не е, тоа е супер професија, ама едноставно кога човек ќе се презасити, тоа е. Од ова добивам впечаток дека никогаш не сте се прашале и не сте си рекле ова беше погрешен чекор и не требаше да го направам. Напротив, имам чувство дека навистина работата ви е задоволство и дека никогаш не сте се покајале. Никогаш, не. Никогаш не се покајав. Едноставно мислам дека ова беше правиот чекор. Мислам дека беше правиот чекор, може би и малку задоцнет. Ама знаете како, некој пат не зависи од нас. Коцките треба сами да се наместат за да нешто успее. Јас само ви пожелувам да останете вака среќна како што ве најдов денеска и многу креативност ви пожелувам. Па ви благодарам, од срце ви благодарам што одвоивте време и јас би сакала само накратко да им кажам на сите оние кои што имаат одредена желба да нешто почнат, да не мора тоа да биде веднаш да направат цврст рез, од денеска ја оставам мојата примарна професија па почнувам нешто друго. Не, нека пробат полека, чекор по чекор, затоа што навистина не знаете каде ви лежи среќата. Нека не се плашат, нека бидејќи ние како општество сме склони кон осудување, нека не ги слушаат. Нека си го слушаат срцето. Навистина ќе дојде денот кога ќе си бидат благодарни за она што си го направиле за себе си.
Храбрите секогаш ги следи среќа, но такви се малкумина. Славица Трчкова докажува дека е една од тие малкумина. Незиниот совет, кој знае, може би ќе охрабри некого да си го посвети животот на работата што ќе го направи среќен и задоволен.